Малинка, како поранашен висок службеник во администрацијата и во собранието и во секретаријатот за европски прашања, држи ова што го зборува професорот? Сега вака овде сите теми ги отворивме. Јас само едно на почеток сакам да кажам. Убаво е ние што ги имаме сите овие критериуми кога зборуваме, пак јас морам нели, развиени принципи на Сигма и така натаму, и тие се за сите и добро е да бидат мерливи, да бидеме споредливи со сите, но она што треба да го гледаме е нашата реалност. Значи, која е нашата реалност? Некогаш ми се чини дека многу зборуваме надвор од реалноста. Што се случува? Точно е, се осипуваат луѓето. Поготово оние што се квалитетни, решаваат да си одат. Меѓу другото и вие, например, имате заминат. Да, едноставно немате повеќе, не само што немате повеќе мотив да останете, немате сатисфакција од таа работа, имате некој, има и притисок да си одат едноставно и си отида. И на крајот на криштата ние креиравме нова можност, таму каде што сметавме дека можеме да го дадеме она што го знаеме. Значи, оно што е основен мотив за државниот службеник, па и веројатно за секој работник, е да ја работи својата работа добро и да има признание за својата работа. Не само материјално. Значи, тој сака да види дека неговата работа е видлива и ценета од потесната, пошироката околина. И тоа е првиот мотив. И тоа е докажано. Многу често ми се чини дека ние забораваме на ова. Зборуваме за законитост, зборуваме за дисциплински постапки, не зборуваме за тоа како луѓето да ги мотивираме да го работат она што можат да го работат најдобро, во најдобри што можеме да обезбедиме услови и да им обезбедиме некаква изгледност, перспектива. Пример, сега кој ќе го споменевте, оценувањето. Оценувањето, нели сите имаат четворки, петки и така натаму. Целта на оценувањето не е да имаат четворки, петки, или како што беше целта со некои измени на законот, да ги оцениме со двојки и кицови, па тие што не се наши, да можеме полесно со 6-месечно оценување да ги притиснеме да си одат. Целта на оценувањето е вие да имате една комуникација со вработениот, по кој што ќе имате заедничко разбирање кои се неговите цели, која е неговата перспектива, вредност во организацијата. Значи, ние овие работи како да ги забораваме во администрацијата, понекогаш зборуваме за некоја аморфна маса, а не за луѓе кои што се таму за да остварат дел од својот живот, од својот работен век. И често дури многу негативно гледаме на тоа. Веднаш дисциплински, малку треба да ја свртиме работата.